Деновиве излезе од печат најновото дело на авторката Љупка Стоименова, која носи наслов Запис на Кочанската народна песна, книга во која се поместени народни песни кои се пеели и пеат во Кочани и Кочанско, а со неговото печатање се збогатува и ризницата на македонскиот фолклор и се оставаат како сведоштво за идните генерации. Фолклорот како дел од културното богатство на Македонија представува ризница која треба да се надополнува. Но следејќи го современиот начин на живење и трендовите кои што ние ги прифаќаме, некако како да ги заклучуваме вратите на фолклорот. Затоа знаеме дека тоа не смееме да го дозволиме. Затоа што фолклорот представува во сите негови облици нешто на што треба да се навраќаме. Нешто од што треба да црпиме, но треба да сватиме дека треба да го надополнуваме, односно да го збогатуваме. Оттаму произлезе идејата за создавање на оваа моја книга Запис на Кочанската народна песна. Морам да истакнам дека и досега има објавувано народни песни од Кочанскиот крај, дали се тоа во монографии или пак како посебни книги. Меѓутоа во оваа своја книга јас направив поделба на Кочанската народна песна според научната класификација, делејќи ги на лирски, епски или уште се познати како борбени и лирско-епски форми. Бидејќи живееме во време на пандемија веќе 2 години, многу потешко беше истражувањето на терен, но сепак во самата книга се застапени песни кои што досега не се објавувани и тоа благодарение на информаторите кои се поместени во книгата, на кои искрено им заблагодарувам, а и преку истражувањата кои што се одвива во Институтот за фолклор Марко Цепенков во Скопје. Читајќи ги содржините на песните, читателите дознаваат за животот во минатото, вредностите, копнежите и идеалите на луѓето од Кочани и Кочанско. Книгата финансиски е поддржана од општина Кочани преку програмата за култура за 2021 година.